Вардар Шкендија на стадионот Петар Милошевски на ФФМ. Во моментот 1-1 се играат последните минути од преварот. 1-1, убав фудбалски натпревар, динамичен и во двете полувремиња. Вардар после инфериорните 10 минути на почетокот на второто полувреме со направените измени и влегувањето во игра, она што Седловски го осмисли и го реализираше, излегоа Пинтер, дефанзивен со влезли Дианеси и претходно уште две измени некаде во втората третина, второто полувреме. Се бори, се крши резултатот 1-1. Мислам дека се игра судиското продолжување. Вардарците атакуваат и на тие дополнителни плюс 2 бода. Иако и ова што овде го гледаме, тешко дека некој може да каже дека Шкендија шампиона, Вардар се бори за останок. Ова е Дургутов, тој нов Вардар, ова е ваква игра сакаме да гледаме, ваква борба не сакаме да гледаме. Имаше шанси за уште еден гол. Во секој случај, фудбалерите на Вардар денес покажаат дека навистина имаат потенцијали за нешто повеќе, а не само за таа гола борба за прволигашки живот. Шкендија е силен тим неминовно, еве да видиме што ќе се случува. Не се предаваат вардарците, настојуваат да ја држат топката некаде во половината на Шкендија. Гостите од Тетово, предводени од Ибраими, покажаат дека имаат оправдани амбиции за висок пласман. Но тука е Вардар да парира. Убава атмосфера на стадионот Петар Милошевски, се даде и еден аплауз за него во чест и во спомен. Вчерашниот ден беше денот кога Петар Милошевски почина. Да, трагично го загуби живот. Се наоѓаме на стадионот и оттаму ми дојде идејата ова да го споделам. И тоа е добро почит кон Петар Милошевски. Комплексот на ФФМ го носи неговото име денеска. Овде е пристоен, добар број на гледачи, на вардарци, не само кобитите кои се постојано присутни, имаше добра бројка на она средна публика на Вардар која некаде средината на второто полувреме по моје видување направи еден пресврт во играта. Кога во координација со комитите даде една силна поддршка на вардаровите фудбалери да се покренат на теренот, да направат равнотежа, кога во првите тие 10 на 15 минути од вториот дел реков Шкендија со ново влезениот Шала со број 17 навистина направи на неколку пати изворедни пробиви, како шило се пробиваше низ одбраната на Вардар и Шкендија доминираше во овие 15 минути. Вардар направи равнотежа, ја презеди играта во свој нозе и преку ново влезение од Талијски имаше една добра шанса некаде на 10 минути пред крајот да постигне гол. Да видиме како ќе оди оваа акција. Еве некоја ситуација која мириса можеби на нешто повеќе. Се одбрани Шкендија од овој напад на Вардар. Вардар напаѓа, не ги чува овие 1-1. Ова е тој Вардар што го сакаме. Вардар покажа заби, Вардар гриза. Па игра. Како и да се земе, како и да се сврти овој надпревар, очигледно е дека Шкендија е силен тим, а Вардар покажа дека може да игра и против најсилните. Ова, ајде да ги почекаме и овие последните 2-3 минути. Фатмир Бавто, главниот судија, го има последниот збор. Офсайд за Вардар. По успех е Бавто.
да кажеме дека изморено овој тежок натпревар на два тешки ривали традиционални, главниот судија ја еве, мислам дека и овој аплауз беше наменет кон главниот судија Фатмир Бафто, кој на овој натпревар не помогна никому, не одмогна никому и одсуди онака како што треба. Доделените 5 жолти картони по 3 на страна на Шкендија, 2 на Вардар плюс 1 за тренерот на вардарците Гоце Седловски. Се по судешки критериум оправдано доделени. Се заврши можеби на задоволство на двете екипи, иако ќе кажам и ќе повторам, вардарците настојува и се бореа да стигнат до тој Јас само ќе предбод, до таа победа која чекаат веќе 8 години против Шкендија. Јас само ќе се надодадам на тебе, ова што го гледаме како фудбалерите на Шкендија се срушија на тревата по свирежот на последниот свиреж на судијата, само кажува колку Вардар ги измори гостите и даде и повеќе од отпор на моменти вардарците доминираа. За жал, еве мораме да се задоволиме само со еден бод, но овој бод нека биде само почеток на големото враќање на Вардар и од водов со Шкендија па натаму нека оди во нагорна линија. Ако имаме во предвид дека само пред нецели 15 на дена на играње на градскиот стадион во тие последните кола, вториот круг Шкендија го победи Вардар со 2-1. Ова реми не може во никој случај да се смета како неуспех на Вардар. Уште повеќе како може да се каже дека и Шкендија успеа да земе бот од Вардар. Така и само што да напоменеме дека Вардар денеска настапи без капитенот Закарич и без Босанчич, а Закарич имаше 5 жолти картони, а Босанчич е поради повреда од сетен. Ако нешто зборуваме за тоа, очигледно се почувствува отсуството на Закарич при изведувањето на слободните удари, кој овој пат Вардар ги имаше по едно 5-6 прилики, вклучувајќи ја некаде и во финишот на самиот натпревар, да не речем во 88 до 89 минута еден полускратен корнер од левата страна, кога сите фудбалери на Вардар се префрлија во 60-тикот на Шкендија и кога доброволната публика очекуваше еден добар центаршот од тој слободен удар да се создаде некоја прилика. За жал, Фаустин мислам дека го изведе или Мато, не сум сигурен, не беше на ниво на она што знае Захарик да го направи, да го изведе и да создаде мешаници пред голата и некоја изгледна прилика за гол. Да реализираме на овој натпревар, видовме на вистина добар фудбал и од двете страни. Шкендија на момент исто играше добро, мора да се потенцира. Вардар не само што се држеше и парираше, го почнам така овој извештај од центарот Петар Милошевски, така и ќе го завршам. Оние кои се понеупатени во шампионатот на првата македонска фудбалска лига, ако го гледа на првот, тешко ќе може да заклучат дека Шкендија е таа кој се бори за шампионската титула, има предност од 4 бода, а Вардар е во таа грчевита бирка во гол, во битка за гол праволијашки живот. Она што го видоа гледачите на Зелената трева овде не наликуваше на таков пласман на екипите, но тоа е фудбал, тоа е нашата лига. Вардар Шкендија 1-1, полувреме 1-1 и со головите, да ги кажеме стрелците на овие два гола на овој натпревар. Првиот гол го постигна Шкендија некаде по грешка на Фаустин, која изгуби топката на половината на Вардар, а играчот со број 4 Решат Рамадани со еден убав удар со полна топка со една парабола успеа да ја спести во голот во малата мрежичка. 3 минути подоцна, 26-та минута, Вардар, реков, не се предаваше, навали и преку Спахиу по една претходно напуцена топка голманот ја одби, натрча Спахиу и исто така прецизно би рекол во малата мрежичка постигна гол на голема радост на вардаровите навивачи. Тоа се двата гола, останаа забележени уште 3-4 шанси на двете страни. 1-1 поделени бодови, Вардар Шкендија 1-1 полувреме 1-1. Шут!
Даниел Јордан, на негово место во игра за фудбалерот со број 47, Матео Родригес Каси. Два жолтица, може му дадат директно зависи. Тоа многу оштро може да се
Цековски Дарко, на негово место игра влезе футболерот со број 19 Талевски Михаил. Изменени во играта футболерот со број 20. Николовски Кристијан. Puši mi go kuro, ajde, Milego! Puši mi go kuro, ajde, Milego! Frutka tomu dali, gledaj.
Пер судија! Udri go,